добро утро до вас, колеги, добро утро до гледачите на Македонија наутро. Како што спомена, задолжителни прегледи според закон и мобилен мамографски скрининг како дел од борбата против ракот на дојката се само дел од заклучоците донесени на влада изминативе 10 дена, кое што се одржа токму на оваа тема во рамки на интернационалниот месец против во кој се говори гласно за борбата против ракот на дојката. Инаку на седницата присуствува и представнички од Сдруженијето Езра, Лиридона Лимани заедно со нас ова утро во Македонија наутро. Лиридона, добро утро. Благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Добро утро, Кристина, и фала ви на вас за поканата и за моралната поддршка што ги давате за нашите иницијативи. Пошто ова е заедничка борба на сите. Пред 10 дена ни бевте гости во Македонија наутро и зборувавме на оваа тема и зошто е добро ние жените, но и мажите да имаат редовни прегледи. Ќе објасниме подоцна зошто ги споменуваме и мажите. И само 2 дена после гостувањето во Македонија наутро се одржа седница на влада каде што се донесоа заклучоци кои што се особено важни во насока на заштита на здравјето. Да, токму така, тоа беше еден историски чекор што го направи владата. Се одржа една розова седница на влада, каде што имавме можност да ги кажеме нашите проблематики со кои се очуваат пациентите во денешните времења, и владата за прв пат ги отвори вратите за да може да не се случи и да донесе такви заеднички наши одлуки и покажа дека борбата против ракот на дојката е една лична, морална и општествена одговорност, и сите ние мора да бидеме заеднички алиати за ова болест која покажува дека е втора поред што завршува, како да кажам, со казна со смрт. Се донеса 2 многу значајни одлуки, како што ги спомна и ти. Првото беше мобилниот мамограф, каде што ќе игра многу важна улога во рано детектирање на стадиумот на карцином на дојка, со оглед на тоа што знаеме дека подигнувањето на свест кај луѓето фали и во двете инстанции, тоа во руралните и во урбаните средини, и мислевме дека и тврдиме дека еден ваков чекор ќе биде као превентива за спасување на многу животи, со оглед на тоа дека кај нас не е создадена една здравствена култура за да сите жени, но и мажи бидат свесни за нивното здравје и да одат на такви превентивни контроли или на еден само преглед, што секоја од нас треба да прави компромис со себе си, да биде дел од нашата секојдневна рутина. И второто беше измените на закон за безбедност и здравје при работа, што е задолжение на Министерството за труд и социјална политика, да се направи измени, да се воведе една задолжителна систематска контрола за бесплатен мамограф за сите жени, но вклучувајќи и мажи, како што спомнавме, бидејќи сега ракот на дојка не прави разлика ни во однос на полот. Ние имаме евидентирани машки со рак на дојка, што значи дека е еден нов тренд на живење, на лајфстайл, и сите ние мора да бидеме заеднички заложени во оваа борба. Две добра во едно. Од една страна жените кои што не можат да дојдат до термин за мамографија ќе имаат обврска годишно тоа да го прават. Од друга страна, кај многу жени кои што ги избегнуваат овие здравствени прегледи, ќе имаат повторно обврска да го прават. Токму така, бидејќи во широкото поле на борбата против ракот на дојка, информираноста е многу важен фактор, и секогаш ние тука се соочуваме со тие пречки, каде што не можеме да пласираме многу лесно информации за тие жени кои што не може да имаат пристап. Како што кажав, тука се многу фактори, ова е една комплексна компонента од као прво од самата волја на жената или човекот да оди на такви редовни контроли. Не знам зашто се парализирани од тие чекори, дали е тоа страфо, дали е тоа еден страф повеќе од поголемо од реалноста на што самото општество си го создава, пошто 90% од ракот на дојката се излечиви, само ќе треба да се фатат на ран стадиум за да може да биде и лечењето нели полесно. Но за жал во Македонија само 5% се детектирани во ран стадиум и останатото се завршуваат со целосно отстранување на дојката, што е еден многу психолошки тежок момент
момент за една жена да се соочува постоперативно со една ваква болест. И ако го земеме предвид податокот дека 90% од сите карциноми можат да бидат излекувани, односно дека навремената диагностика и соодветниот третман се најважни во спасувањето на живот, тогаш можеме слободно да кажеме дека секој ваков чекор во унапредувањето на свеста за грижата за здравјето е неопходен и треба да биде поздравен. Така, и покрај заложбите што ги прави граѓанскиот сектор, ете и ние веќе 15 години назад во оваа борба, подигнувањето на свеста останува значи клучниот фактор во оваа борба, бидејќи како и ти што се спомна сама, превентивата е многу важна да се спасува еден живот. Што значи тоа? Тоа значи дека ние треба да сме согласни самите себе си да се направи една редовна контрола еднаш месечно, или да се оди на клинички екзаминации од што се прави здравствениот персонал и на крај нели мамографијата. Овие се тие три чекори што секоја жена треба да ги има во предвид. И да знаеме дека борбата за ракот на дојката не е само една лична борба, туку е заедничка борба, пошто свесни сме дека секое семејство сега денеска има некој заболен од рак и ова е многу тешка состојба, да кажам, за целата фамилија, особено за жената, имајќи предвид дека жената е клучниот фактор што игра многу улоги во едно семејство и нормално дека кога се збори за нејзиното здравје треба да се има во предвид дека се размислува за здравјето на целата фамилија, се размислува за една продуктивна и проактивна иднина на целото семејство и нашите напори се токму тука да придонесеме во еден нов пристап кон политиките на здравствениот систем со заедничка стратегија заедно со владините институции, особено во однос на тоа дека нашата земја нели се стреми да биде член на Европска унија и ние мораме на пациентите да им нудиме исто европски стандарди кога се работи за здравјето. Интернационалниот месец за борбата против ракот на дојката го одбележувате како здружение со низ активности. Утре на ред многу убава активност, символично наречена розова шамија. И сега ќе ни објасните вие кого се го опфаќа и каде ќе одите? Значи, нашето поле на действување опфаќа многу активности. Иако Езра не е веќе здружение што се крижи само за ракот на дојката, ние го проширивме, значи ја проширивме нашата дејност, но почнавме со ракот на дојката бидејќи сме веќе во оваа борба години наназад. Си продолжуваме активно со сите тие предавања што ќе ги држиме во сите општини низ цела држава. Утре ни е првиот настан ни беше со нели големиот чекор што го направивме заедничко со владата. Утре ни е настанот во општина Чаир, почнуваме со таа општина каде што ќе обележуваме ден на розова шамија. Настан што ќе ги поттикне жените да имаат можност директно да се консултираат со докторите што ќе бидат присутни утре на настанот, што ќе бидат во некои штандови и ќе можат да имат консултации директно со нив и да направиме список на сите жени што би сакале да имаат едно ехо на дојка или мамограф, за да ги имаме и ние во предвид кои све жени треба да се ставаат на список за мамограф. После тоа продолжуваме и со другите општини, кај што сите на свој начин ќе го одбележат овој месец, но нема да престанеме тука. Големиот настан што го планираме да имаме, тоа е Пинк Базар, што ќе се одржи негде во почеток на декември на плоштадот на центарот на градот. И со тоа ќе сакаме да дадеме на знаење дека ракот на дојката не е една борба што треба ние да се соочуваме само во месец октомври, но во сите другите останати месеци и дека е една континуирана борба што сите ние треба да го имаме како дел од да кажеме од нашето секојдневие и да размислиме подлабоко за ова, да кажам, нов тренд на морталитет.
Владата веќе го задолжи Министерството за финансии да издвои средства во буџетот за 2023 за напредување на превентивата во оваа област. Останува да видиме како ќе се реализира сето ова, колку жените ќе се грижат за здравјето и од друга страна колку работодавците ќе се грижат за своите вработени. Така е, ова не е само да кажам борба што треба да има само една улога, колку и да се големи напорите на владата, како што кажав, многу е битно нашето подигнување на нашата свест. Што значи тоа? Тоа значи дека ние треба ние најдобро си го познаваме нашето тело и секоја можно детектирање на некој нов момент што може да ни се појави, треба да се пријави на лекар и како што кажав, ова е заедничка борба и на мажите, и на жените, и на фамилиите, и на институциите, и на работодавците, и на сите. Пошто Македонија е трета земја во Европа со најголем раст на бројките на карцином на дојка и на стапка на смртност, и ваквата борба треба да биде борба што бара заеднички алијати за колективни добра на нашето општество. Лидона, благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Ние секако ќе се гледаме во периодот кој што благодарам и на вас за поканата. Благодарам. Уште еднаш ќе потсетиме, од следната година веќе ќе имаме задолжителни прегледи еднаш годишно на мамограф. Во меѓувреме, дами мои, обидете се да дојдете до термин за преглед, а за мажите кои што не гледаат, прашајте ги своите сопруги, девојки, кога последен пат биле на преглед и доколку не го сториле тоа, поттикнете ги да го направат. Студија? Кристина